Пресрет на новогодишните и божикните празници, верувам дека со овој разговор кој што следи на некој начин достојно ќе ги одбележиме истите. Ќе говориме за обичаите кои што се поврзани со Бадник и Божик, најголемите христијански празници, особено Божик кој го ден кој го символизира Христовото раѓање. Многу повеќе за традициите, обичаите и зошто се најзначајни овие христијански празници. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, отец Кирил Фидански. Да му посакаме добро утро. Добро утро и ви благодарам за можноста да зборуваме денес за овие големи празнувања кои што се случуваат во овие денови. Имено, најпрво сакам денес да го честитам празникот на Светиот Наум Охридски чудотворец, кој што всушност се слави денес, и светител кој што е од особена важност за нас православните христијани тука во Македонија, па и насекаде во светот. Како што и сами кажавте, веќе со утрешниот ден настапува Бадник или денот пред раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос. Па според тоа, како православни христијани, оние што пред околу 40 дена веќе почнаа со подготовките за овој настан, со прифаќањето на постот пред Рождеството Христово. Знаеме дека сега се приближува крајот на Божикниот пост, односно со празникот на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос. За тоа точно што означува Бадник, ние ќе кажеме дека Бадник всушност е денот пред Божик и самиот збор означува бдеење или да се остане буден. Зошто е тоа така? Затоа што имено настанот на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос според црковното предание се случил ноќта на по новиот календар 6 кон 7 јануари или на по стариот јулијански календар 24 кон 25 декември, календар во кој што црквата всушност и до ден денес се раководи. Она што е важно како православни верници, пред сите традиции и обичаи кои што ги имаме како народ овде, како земја, е да знаеме дека сите празници во текот на годината најпрво се одбележуваат со посетата на храмовите и на светите богослужби. Затоа што таму соборно, односно заеднички, сите заедно ги принесуваме своите лични молитви кон Бога, но исто така од црковните песнопенија, од проповедта на свештениците, дознаваме за историјата или за тоа што точно се празнува и се слави во тој ден. Веќе кога напоменавте дека во тие денови во главно верниците ги посетуваат црквите и храмовите, од колку значење, духовно значење за самите верници да ги посетуваат храмовите во тој период? Видете, навистина ние колку и да се сеќаваме за овие радосни настани, поврзани со раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос или Божик, колку и да не понесува тој празничен дух, не знам, преку украсувањето на домовите, на градот, преку подготовките за тие празнувања, ако не бидеме присутни на светите богослужби или на светата и божествена литургија, ние всушност како да сме го промашиле целото празнување. Зошто? Затоа што тогаш ние би празнувале некој празник црковен или Господов без самиот Бог. Затоа што Бог се наоѓа пред се во храмот на светата и божествена литургија, каде што и ние самите се причестуваме со Него преку телото и крвта на Спасителот Господ Исус Христос. Ние колку и да се трудиме да се убедиме себе дека празникот ќе го прославиме најубаво преку тие така наречени семејни трапези или прослави, тоа не може да се случи, затоа што ако останеме не причестени или не присуствуваме на светата и божествена литургија, тоа би било една обична гозба. Исто така би сакал да ја искористиме оваа можност, нели, за тоа што во последно време
некако навлегува во нашите размислувања дека Бадник е семеен празник, дека исто така и Божик е семеен празник. Но треба да знаеме дека тоа се празници конкретно за раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос и дека тие празници се за сите и за секого посебно, бидејќи ние знаеме луѓе кои што живеат осамени и сами. Тие немаат семејство, празникот е за нив. Ние знаеме дека има луѓе кои што и во тие денови се на своите работни задачи, како што се полицијата, работниците во болниците, затворите и така натаму. Па така, празникот на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос не е само во трапезата и не е само во обичаите. Значи, тој е за секого и за сите и најправилно се прославува, како што кажавме, со учество на светата и божествена литургија. Потполно сте во право и ве поддржувам. Веќе кога ги напоменавте обичаите, велите да не е се во обичаите, но кои се оние обичаи кои што треба да се практикуваат од нас верниците и е правилно да се практикуваат? Секој обичај кој што е поврзан со некој празник и не е се спротивен учењето на православната црква, тој е прифатен и го одобруваме. Значи, обичаите се конкретно за Бадник дека постот се уште трае и би требало во тој ден, веќе ако се принесува или се подготвува трпеза, таа да биде постна. Во зависност од денот во кој што ќе се случи празникот, црквата предвидела дали постот да биде со масло или пак да биде на вода. Потоа, ние знаеме дека во овој ден во некои семејства се подготвува и тоа бадниково лепче со паричка, кој што всушност е обичај восстановен од самиот Свети Василиј Велики, кој што всушност и се прави за Стара Нова година, односно за празникот на Свети Василиј Велики, на кој што обичај има во некои православни семејства кај нас да се прави тоа бадниково лепче и за Бадник. Други така обичаи нормално е дека веќе од поодамна домовите, па и гледаме и на плоштадите, е поставено тоа божикно дрво или како што кај нас се нарекува новогодишна елка. Всушност тоа божикно дрво кое што нели се украсува и со најразлични подароци за најмалите. Па ете, сите тие обичаи не се во против учењето на православната црква, но обичаите како палењето на тие бадникови огнови со прекумерно јадење и пиење, особено во време на пост кога се принесува мрсна храна, со тоа останување покрај тие огнови до доцна во ноќта и од тоа неможноста да се дојде следниот ден на литургија, таквите обичаи црквата не може да ги благослови и да ги одобри. Ви благодарам за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да говориме за празниците. И благодарам и ете нека како што ангелите пеа слава на Бога во висините, на земјата мир меѓу луѓето, добра волја, така и ние со овие празнувања да го славиме Бога во висините, а помеѓу себе да имаме мир и добра волја. Благодарам уште еднаш. Се надеваме дека на достоен начин преку терен ги одбележавме новогодишните и божикните празници. Пред самиот крај за сите христијани јас ќе упатам честитки и ќе ви ги честитам божикните и новогодишните празници.